Добро утро, добар ден и од мене, почитувам председателе на Прогрес Институтот за социјална демократија, господине Сашо Додовски, почитувам председател на Либерално-демократската партија, господине Горан Милевски, почитувана пратеничке во Европскиот парламент, од групата Прогресивна алијанса на социјалисти и демократи, господја Тања Фајон, почитувам пратеник во Европскиот парламент, заменик председател на АЛДЕ, групата, господин Илхан Кјучук, почитувам пратеник во Европскиот парламент од групата Прогресивна алијанса на социјалисти и демократи, господин Тонино Пицула, почитувани млади од регионот денеска овде присутни, почитувани лидери на политичките партии кои што се денеска со нас, идни премиери кои што ги очекуваме овде, кои што се денеска со нас, почитувани социјалдемократи и либерали. Сите ние денеска сме дел од еден прекрасен настан, завршна конференција на Политичката академија на Прогрес Институт за социјална демократија. Младите кои се тука со нас се иднината на нашата земја, на нашите земји и идни лидери и водачи на земји кои ќе соработуваат и ќе туркаат една агенда на еден Балкан кон Европската Унија. Оваа конференција се случува во период кој за Социјалдемократскиот сојуз има многу големо значење. Пред еден ден, на 9 февруари во 2015 година, започнавме јавно, без страф и со големи амбиции да ги кршиме прангите на режимот. Горд сум што за непол мандат, за 3 години, успеавме од киднапирана земја, длабоко потоната во внатрешна политичка криза, со целосно блокиран процес на евроатлантски интеграции, со оценка за заробена држава и во меѓународна изолација, да го смениме ликот на Република Северна Македонија. Од авторитарен и криминален режим во земја која гради европска иднина, развива пријателски односи со своите соседи и создава услови за стабилна, демократска, економска, силна и просперитетна држава. Вложивме надчовечки напори и успеавме да ја вратиме земјата на прав пат, на патот кон Европската Унија и НАТО, и секако среќни сме што светот тоа го препознава. Горд сум што ја искористивме уникатната можност која се отвори пред нас и ги надоместивме сите 11 изгубени годините на режимот. Паралелно бевме препознаени како мотор на развој на регионалната соработка од Европската Унија на самитот за Западен Балкан, кој се одржа во Трст на 12 јули 2017 година, затоа што достоинствено отворивме надежите и очекувањата на нашите граѓани и на Европа за еден зрел и конструктивен регион, подготвен да се носи со сите актуелни предизвици. Со исклучителна храброст, решителност, визија и лидерство ги затворивме сите отворени сензитивни прашања со нашите соседи. Дотолку повеќе, нашата држава беше издвоена како блескав пример од страна на поранешниот европски комесар за проширување Јоханес Хан, а успехот на Северна Македонија сместен во 20 најголеми достигнувања на Европската комисија во текот на 5-годишниот мандат, кое што нешто беше соопштено од председателот Јункер на своето обраќање пред јавноста. Надоместувањето на одлуката за почетокот на преговорите предизвика, односно недонесувањето на одлуката за почетокот на преговорите предизвика големо разочарување и горчина, но не мотивираше истовремено да продолжиме уште посилно да ја трансформираме државата и да ги постигнеме европските стандарди за да станеме полноправна членка на Европската Унија еден ден. Очигледно, историската грешка, како што ја нарекоа светските лидери, ја мотивираше и самата Европска комисија да се поправи. Еве, пред неколку дена истата го објави предлогот на новата методологија за пристапување на земјите од Западен Балкан, кој за нас е суштински чекор во приближување на нашата земја до европското семејство. Ние го поздравуваме и веруваме дека предлогот значително ќе го подобри процесот на пристапување и ќе ја врати довербата и на лидерите на земјите од Западен Балкан и на лидерите на земјите членки на Европската Унија во мериторноста на истиот. Сепак, морам да нагласам дека за нас тајмингот е исклучително клучен.
Доделувањето на датум за преговори што е можно побрзо за нас ќе направи огромна разлика. Имаме целосна доверба дека лидерите на земјите членки ќе смогнат сили, ќе превземат одговорност и ќе не ја дадат јасната европска перспектива, со што ќе ја вратат довербата во така наречениот оживеан евроинтеграцијски процес. И самата Европска Унија е свесна и експлицитно кажува дека Балканот е од геостратешка важност за самата Унија. А токму тоа е и темата на оваа конференција на која сме сите денеска тука. Убеден сум дека сите лидери на земјите од Западен Балкан прават напори да докажат дека сите постигнати резултати на тој пат се одржливи и неповратни и дека отстапувањето од тој пат не постои, затоа што за сите нас нема друга алтернатива освен нашето полноправно членство во Европската Унија. Убеден сум дека имаме доволно внатрешна волја и сила за понатамошни реформи на нашите општества. Ние успеавме да го трансформираме учеството на Република Северна Македонија од пасивен учесник во активен чинител во Берлинскиот процес и еве годинава сме копредседавачи на Берлинскиот процес заедно со Бугарија. Но убеден сум дека со заеднички сили уште повеќе влијаеме и внесуваме нова динамика во меѓусоседските односи и соработка, што е една од причините зошто Балканот е од геостратешко значење за Европската Унија. На иницијатива на Република Србија, заедно со Република Албанија, а верувам и целиот регион до крај се приклучува, успеавме да креираме регионална иницијатива за унапредување на регионалната соработка без надворешни фасилитатори. Затоа сите ние сме должни да останеме шампиони во стабилноста во регионот на Западниот Балкан. Решивме навистина непремостливи предизвици кои на сите им се чинеа како невозможна мисија. Но не го направивме тоа сами. Должност ни е како лидери да дадеме признанија на сите вас, пријателите и на многу други кои што денеска не се овде со нас, кои што цело време беа рамо до рамо со нас во сите наши тешки времиња. Вие сте нашите незаменливи партнери и пријатели кои ги стекнавме во изминатиот период и продолжуваме заедно со вас, затоа што и вашиот фокус останува заедно со нас и натаму да ги поддржувате сите убави европски работи кои што се случуваат овде во Република Северна Македонија, а и во Западен Балкан. Ќе ви докажеме и вам, почитувани пријатели, и на Европската Унија, дека македонскиот народ е за европска иднина, независно од различниот став на поединични земји, и ќе побараме од Европската Унија да се обврзе на понатамошна поддршка во развој на капацитетите и самите процеси. Ќе ви докажеме дека навистина работиме на тоа и ќе успееме да ја донесеме Европа дома. Ви благодарам.